Добар ден, почитувани. Здравствените системи во светот мака мачат со недостиг на крв, бидејќи пандемијата на COVID-19 ја попречува нивната способност да собираат крв од дарители на работните места и на факултетите. Во ова издание на темата на неделата пренесуваме два примера за тоа каква е состојбата со крводарителството. Во Македонија, како што велат од Црвениот крст, пандемијата не влијаела многу врз намалувањето на крводарителството. Најголемо намалување на донирањето крв имало во почетокот на пандемијата во 2020 година, кога стравот кај населението беше поголем, но и покрај тоа немало позначителен недостиг. Ниту овој омикрон бран на коронавирусот, кога во еден момент имаше скоро 22.000 активни заболени, не го наруши снабдувањето со крв во болниците. Донирањето крв е стабилно во тек на целата пандемија и во ниту еден момент не се доведовме да има недостиг, велат во Црвениот крст на Македонија. Најголемо намалување на донирањето крв имаше на почетокот на пандемијата во 2020-та, кога стравот кај населението беше поголем. Но и покрај тоа немаше недостиг, затоа што поради пандемијата пак болниците ги откажуваа операциите кои не се итни, а голем број клиники работеа како ковид центри. Со тек на времето редовните крводарители се охрабрија и се вратија на дарувањето, а пандемијата донесе и нови. У принцип, пошто е уназад редовно давам крв на 6 месеца, значи пандемијата генерално ме натера можда и повеќе да се вратам на крводарителство, отколку пошто имав една пауза, да речам, умеѓу време, така да на некој начин и ме натера да се активирам повторно. Значи, мерките се окей. Еве, неколку пати дарувам во пандемијата. Условите се добри, нема гужва, растеретено, значи нема опасности никакви во тој поглед. Во земјава се организираат над 700 крводарителски акции годишно. Секој ден може да се дарува крв на Институтот за трансфузиологија и во дневниот центар на Црвениот крст Даре Джамбас во Скопје, секојдневно се организираат крводарителски акции низ целата земја. Имаме скоро во сите месеци изедначеност. Затоа во Америка и во другите западни земји има криза и ние сме имале таа криза до пред 5-6 години. Се јавува криза во јануари и февруари и во летните месеци во јули и август. Ние сега немаме криза, ние имаме скоро идентично застапени месеци. Сите месеци ни се движат меѓу 4,5 и 5 дури. Јануари и февруари ни се подобри во просек него март и април, што претходно беше обратна ситуација. Пред пандемијата во просек се дарувале по околу 55.000 единици крв годишно. Во 2020-та имало околу 47.000, но поради откажувањето на операциите што не се итни и таа количина беше доволна. Минатата година биле собрани над 53.000 единици крв, а темпото се задржува и на почетокот на годинава. Освен крв, во земјава се даруваат и крвна плазма и тромбоцити, но тие се собираат само во Институтот за трансфузиологија. За разлика од кај нас во Соединетите држави, недостигот на крв поради пандемијата се уште е голем. Тоа е проблем ако се знае дека на секои 2 секунди на некој му треба крв, без разлика дали поминува низ комплицирано породување, има потреба од третман за рак или претрпел сообраќајна несреќа. Американскиот Црвен крст, кој обезбедува 40% од крвта во земјата, вели дека залихите достигнале опасно ниско ниво, што значи дека некои болници мора да ги одложат операциите, бидејќи немаат доволно крв на располагање. Агенциите за собирање крв и службениците во болниците велат дека се соочуваат со најголем недостиг во повеќе од една деценија, откако донациите на крв се намалија за 10% од почетокот на пандемијата. The Red Cross is facing a national blood shortage, which means we have in some instances less than a day's supply of blood on hand, and this is a critical situation because it is forcing doctors to make a very difficult decision about who receives a blood transfusion and who must wait until there are additional products available. Црвениот крст и другите агенции во голема мера се потпираа врз акциите за крв, што ги организираат работодавците и колеџите. Но многу настани за собирање беа откажани поради затворањето на пандемијата. Студентите сочинуваат 25% од донаторите во 2019 година, но само 10% во 2021. Напливот на омикрон што започна во Соединетите држави во декември доведе до недостиг на персонал, откажување на акции за собирање крв и помалку донации, бидејќи донаторите остануваат дома или се разболуваат со COVID-19, велат официјалните лица.
I'm hearing that in many communities, people are beginning to step forward, but this is a long-term problem that we will need help with over many, many months, in part because the demand for surgery continues to be high right now. Ангел Карни од Сан Франциско беше редовен донатор, но нејзините донации се намалија откако започна пандемијата. Yeah, the pandemic kept everybody in, and there's not as many blood drives at work because there's no work going on at offices. So, and there's no blood drives at schools because schools were locked down, and so yeah. And if you look around here, there's nobody here today either, So there's a lot of empty beds. Dan Го, кој претходно даруваше крв или тромбоцити на секој 6 до 8 недели, дојде во Центарот за крв на Црвениот крст за да донира за прв пат од почетокот на пандемијата. It's one of the things that you can do to really help people, and it doesn't really cost you a lot. It's you sit here for an hour or two, and then afterwards you go home knowing that you could have potentially saved a life. Feel okay? Yeah, just sitting still for 2 hours. Изгледа почнавме полека да се навикнуваме на пандемијата како наше секојдневие. Тоа секако позитивно се одразува и врз крводарителството. Впрочем, како што велат дарителите, нема подобро чувство од она дека знаете оти потенцијално можете да спасите нечи живот. Вашите мислења и коментари можете да ги испраќате на Facebook, Twitter и YouTube на македонската редакција на Радио Слободна Европа. Довидување, почитувани.